животот влегуваме во најразлични улоги, меѓутоа треба да знаеме колку време е потребно да останеме во некоја улога и кога е време да излеземе од неа. Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој, а темата на ова видео е улогите кои што ги играме и нивното влијание на нашите односи. Размислував за некои улоги кои што ги играме, несвесно се разбира, во нашите односи, независно дали со партнерите или со пријателите, кои што понекогаш се потребни и може да ги подобрат нашите односи, односно да им помогнат на луѓето со кои сме во некакви односи или да ни помогнат нас, но некогаш можат и да наштетат и да предизвикаат дури и прекинување на тие односи. Значи, како тоа што играме одредени улоги влијае во нашите односи, кога може да придонесе, кога може да засмета и кога може да биде причина за заладување, па дури и прекинување на некој однос. Најпрвен ќе се задржам на тоа зошто би имале потреба воопшто да играме некакви улоги. Зборувам за тоа дека го правиме несвесно, и токму затоа и сакам преку ова видео да ги освестиме тие некои наши несвесни образци на однесување, кои што најчесто се поврзани со нашето детство, односно со некои нереализирани потреби од нашето детство, односно потребата да бидеме во улога на родители, учители или лекари, спасители, исцелители на возрастни луѓе, на кои што понекогаш тоа им е потребно, но не го бараат од нас, а понекогаш не им е ни потребно, меѓутоа ете ние им го наметнуваме, се разбира пак на несвесно ниво. Зошто имаме потреба да ги играме тие улоги? Затоа што во нашето детство, во нашето растење, сме биле премногу преклопени и преплавени со такви улоги и тоа сме го научиле за нас, тоа е израз на љубов. Ако сакаме некого, тоа значи дека треба да имаме заштитничка улога, улога на учител, улога на лекар, на спасител, меѓутоа многу често во животот возрастните луѓе тоа не го бараат од нас, не им е потребно, или дури да им е потребно понекогаш знаеме да се заиграме во тие наши улоги, па да продолжиме со нашиот третман и тогаш кога воопшто не им е потребно. Од друга страна, тоа може да биде нешто што нам ни недостига, значи не сме го имале доволно во нашето детство од нашите родители, па сега ние некако сакаме да го надокнадиме, но да не заборавиме, ние сме возрастни луѓе и едноставно со другите возрастни луѓе треба да се однесуваме онака како што сакаме тие да се однесуваат со нас. И кога понекогаш влегуваме во такви некои улоги кои не се адекватни на нашите пријателски односи, на нашите партнерски односи, тие улоги може да предизвикаат повеќе штета отколку корист, да ни наштетат на нашите односи, да не оддалечат со луѓето кои што ни се блиски, а некогаш дури да доведат до прекин на тие односи. Понекогаш во животот се разбира дека е потребно да влеземе во некоја улога на учител, на некој кој ќе поучи или научи некого нешто, затоа што повеќе знае, затоа што поминал низ некакво искуство, меѓутоа многу е битно во тој наш однос во кој ние сакаме да учиме, поучиме, да кажеме некогому нешто или да советуваме, да бидеме свесни дали другата личност го бара тоа од нас, дали учествува активно, односно дали се чувствува пријатно во тој некој наш заемен однос на ученик и учител, иако нели се разбира сите ние сме нечи учители и нечи ученици, меѓутоа во тоа учење треба да учествуваме доброволно, да бидеме договорени, да имаме таква потреба. И ако е тоа така, тогаш е во ред. И тоа трае одреден период, кога другата личност ќе научи тоа што и треба, ќе ја совлада материјата, ќе земе тоа што од нас и треба и ќе си продолжи понатаму по својот пат и нема веќе да има потреба од учителот, советникот, од тој кој што учи и поучува. Наше е да бидеме свесни дека тоа ќе се случи или пак ако претходно сме имале некакво здраво пријателство или партнерство и кога ќе дојдеме во таа некоја фаза, во тој некој период кој може да трае известно време, да бидеме свесни кога тоа ќе заврши и да се вратиме назад во оние улоги кои што претходно сме ги играле. Доколку едната личност го надрасне сето тоа, го земе тоа што е потребно, свати, разбери, прими или не, сеедно, ние ќе си го направиме своето време да се вратиме секој во својата улога, во улога на пријатели, партнери,
а не да заглавиме во тие улоги да учиме, поучуваме, советуваме, критикуваме. Јас знам како треба, јас ке ти кажам, мора вака да правиш, не така, не е тоа добро, вака е добро, затоа што ќе ги удавиме. Најверојатно ќе се обидат да ни покажат, да ни кажат, ако ние не ги разбереме, ќе се повлечат од тој однос, ќе излезат или целосно ќе го прекинат. Тоа се случува кога стануваме нечии доктори, нечии исцелители, нечии спасители, затоа што и возрастните луѓе во одреден период од животот имаат потреба од тоа, не се чувствуваат физички или ментално добро и тогаш апсолутно во ред да им помогнеме, да бидеме тука за нив, да имаме некоја негувачка улога. Меѓутоа, кога тие луѓе ќе закрепнат и ќе исцелат или ќе го вратиме односот каков што ни бил на почетокот, ќе се вратиме во своите улоги кои што претходно сме ги имале, или тој однос ќе заврши, затоа што луѓето кои што имале такви периоди, кои што поминувале низ искуства во кои им требало помош, во кои им требало совет, во кои им требало друга помош, затоа што физички или ментално биле немоќни, не сакаат кога ќе излезат од тоа да бидат третирани како тоа се уште да трае, односно не сакаат можеби ни да се сеќаваат на тоа што било, а ние сме дел од тоа на што не сакаат да се сеќаваат. И многу често после вакви периоди се растураат партнерски односи, се растураат пријателства, роднински врски и така натаму, ако и двете страни не знаат да се повлечат назад и да се вратат во примарните улоги, во она што претходно биле, да бидат пријатели, партнери, роднини, поддржувачи. Многу е битно во таквите односи, после таквите периоди, ако ние сме ги поучувале, да побараме и од нив нешто да научиме, ако ние сме им помагале и сме биле тука како поддршка кога исцелувале понекогаш, со нив да споделиме дека и нас ни е потребна нивната помош. И нас ни е потребно да бидат тука понекогаш, колку што можат се разбира, за да има тоа некаков баланс. Ова е и одговор на прашањето кое што го имам обработено и во едно друго видео во кое што вели зошто не забораваат тие на кои што сме им помогнале. Ете токму затоа. Ако сме биле во улога на помагачи, учители, спасувачи, исцелители, негуватели, тој период поминал. Тие луѓе можат понатаму и сами, односно без нас. И тоа е апсолутно во ред. Ако претходно сме имале добар однос, ако претходно сме имале дефиниран однос, што сме, што си значиме едни на други, и ако успееме да се вратиме назад по тој однос е во ред, ако не, тој однос ќе избледи, ние ќе се оддалечиме, а многу често може и да се прекине. Токму затоа и го правам ова видео, за да можеме да освестиме дека понекогаш тие улоги се потребни, кога другите луѓе се наоѓаат во некои ситуации во кои ние можеме да им бидеме од помош, кога можеме нешто да ги поучиме и научиме, кога можеме да им помогнеме ако поминуваат низ тешки периоди, независно дали имаат проблем со своето физичко или ментално здравје. Меѓутоа, кога еден ден тоа ќе биде на некое подобро ниво, нашата улога веќе не е потребна. Ако ние останеме во таа улога, и ние веќе нема да им бидеме потребни. Нашиот однос ќе се наруши. Ова досега што го зборував се однесуваше на некои односи кои претходно постоеле, со кои сме биле поврзани и претходно, како пријатели, како партнери, наши роднини кои што ги знаеме цел живот и така натаму. Меѓутоа, ако создаваме односи и пријателства кои што се директно произлезени од вакви некои ситуации во кои нас или на другиот му требал учител, му требал помагач, тие односи може и никогаш да не прераснат во нешто повеќе. Независно дали ние ќе се трудиме, дали ќе се убедуваме себе си, дали ќе живееме во некоја илузија дека тоа има нешто повеќе. Затоа што тој однос започнал како резултат на некоја состојба во која претходно сме биле, на некои услови во кои што на другата личност или нам, seедно, ни била потребна некаква помош, нешто да дознаеме, да научиме, да совладаме, да не поддржи некој во одредена ситуација. Кога условите ќе се променат, ние едноставно немаме веќе потреба од тој учител, од тој помагач, од тој советник или негувател или што и да е. И ние одиме понатаму. Може да се излажеме дека тој наш однос или тоа наше пријателство или можеби па и партнерство се заснова на нешто повеќе или се развило во нешто повеќе. Меѓутоа тоа може да биде само наше гледање на нештата.
Другата личност може да нема потреба од тоа. И знам дека може би ќе звучи сурово, меѓутоа има апсолутно право да нема веќе потреба од нас. Да, понекогаш е така. Понекогаш луѓето ни се потребни, ние сме им потребни, нив потребата е задоволена и продолжуваме понатаму во животот. Тоа што ние сме гаеле надеж и сме имали некои илузии дека таму има нешто повеќе, дека ние сме си ова или она, тоа е лично наш проблем со кој ние потоа ќе треба да се соочиме и да го разрешиме. Затоа е многу битно да ги знаеме јасно своите улоги. Што сме ние во животите на другите и што ни се тие нас. Или да бидеме подготвени дека луѓето кои што сме ги нашле во неволја, кои биле слаби, кои сме ги поддржувале, на кои сме им помагале, кога веќе нема да има таа потреба, постои голема веројатност од тоа ништо понатаму да не се развие. И затоа ние треба да имаме јасни граници, односно јасно да ги видиме другите луѓе во која улога се во нашите животи и во која улога сме ние во нивните. И да немаме нереални очекувања. Нас учителите ние тоа многу лесно, затоа што знаеме дека учениците остануваат покрај нас толку колку што имаат потреба да научат тоа што имаме да им кажеме, а потоа заминуваат и јас лично се надевам дека не надраснуваат и дека стекнуваат многу поголеми знања и постигнуваат многу поголеми успеси од нас, а што е на крајот на краиштата и успехи на учителот, неговите ученици да се успешни луѓе кои што понатаму продолжиле сами по својот пат. Така што и ни животот во сите наши односи треба да бидеме свесни дека на некои луѓе сме биле само тоа, во одреден период советници, учители, помагачи, негуватели, поддржувачи, што и да е, завршило тоа, тие продолжиле по својот пат, ние сме си продолжиле и за тоа никој не треба да чувствува грижа на совест. Мислам дека ова видео ќе послужи некому, може би ќе препознаеме дека сме влегле во некои улоги на несвесно ниво, поради некои потреби, премногу сме се задржале таму, дека е време да се вратиме во старите улоги или време е за некоја нова улога, може би и со нови луѓе. Ако се подсетиме, особено ако имаме повеќе години, низ животот сме сретнале многу луѓе за кои сме мислеле дека не се пријатели, на кои сме мислеле дека сме им пријатели, сме менувале партнери, сме биле поблиски или ден денес сме поблиски со некои од роднините, со некои сме се оддалечили или никогаш не сме се сближиле и се тоа природни процеси. На крајот на краиштата немаме ние доволно простор, време и место за сите луѓе што ќе ги запознаеме низ животот и немаат сите еднакво значајни улоги во нашите животи, како и ние во нивните. И тоа е апсолутно во ред. Кога можеме да бидеме тука, да помогнеме, да подучиме, да поддржиме, ако другите луѓе го бараат тоа од нас, или ако сме во состојба да го направиме тоа, да се понудиме, и кога сето тоа ќе заврши, ќе се промени, да се менуваме и ние со тоа и да го прифатиме како нормален ток на животот. Јас ви посакувам се најубаво, се гледаме со некоја нова тема во некој ново видео. Ставете лайк на видеото ако ви се допаѓа, споделете го со некој ако мислите дека може да му помогне. Погледнете некој од старите видеа и приклучете се на каналот доколку не сте се приклучиле. Ви посакувам се најубаво.